Продолжуваат партиските препукувања и промоции во Штип. На пресконференција СДСМ обвини дека вчера со асфалтирањето на улицата Личка во Штип се случил класичен обид за изборен подкуп од страна на Захариев. Големиот хуманист врши мобинг врз работените во јавните предпријатија и ги тера да работат и во недела и на празник. Доколку е се според законот, зошто тоа го прави на шверцерски начин и ги става во непријатна ситуација вработените. Но најсимптоматично од се е тоа што изведувач на работите е токму фирмата Коле Транс, кој на јавноста е позната како најголем бизнис партнер на Илчо Захариев. Зашто говорат и овие фотографии снимени на лице место во текот на вчерашниот ден. Фирмата на Коле Транс во изминатиот период ги добиваше сите тендери на општина Штип, па од благодарност кон Илчо Захариев мораше да се впушти и во изборен подкуп. Но Илчо Захариев мора да одговори пред јавноста дали е оваа фирма која ги асфалтираше улиците со 2 сантиметри асфалт, а за возврат црпеше песок од река Лакавица, иако дозволата од Министерството за животна средина е на јавното предпријатие Степион за уредување на коритото на реката Брегалница. Доколку не е таа фирма, мора да одговори каде и како заврши песокот од река Лакавица. Кандидатот на СДСМ Бочварски во координација со партискиот министер Спасовски вчера се обиде да спречи реконструкција на улица во звратија од ВМРО ДПМНЕ. Уште еднаш се покажа каква власт имаме и како истата сурово и бескрупулозно се практикува. Да појасниме, не постои време кога активност која е предвидена со програмата на јавното предпријатие, активност која е побарање на граѓаните, се изведува и реализира, туку истата е поврзана со обезбедени средства и ресурси од страна на општината. Таков е случајот со вчерашната активност на јавното предпријатие. На СДС и Бочварски им пречат проектите на ВМРО ДПМНЕ, бидејќи на тој начин граѓаните ја согледуваат разликата меѓу нас. Бочварски и Заев, во очи од престојниот пораз кој ги очекува на 29 октомври, злоупотребувајќи ја полицијата и структурите на државниот апарат, се обидуваат да внесат страв и несигурност кај граѓаните. Но времето на закани, уцени и манипулации помина. Граѓаните ги спознаваат делата и не се плашат од Заев и неговата хунта. Почна отворено да зборуваат за присисоците кои им се вршат, тие се одважни и храбри, горди и достоинствени и ќе си ја одбранат својата општина. Граѓаните знаат кој гради, а кој урива, кој работи, а кој манипулира, кој за себе има дела, а кој за себе има гола сила и празни зборови. Покрај ова, од ВМРО ДПМНЕ обвинија дека продолжува дволичната политика на СДС која води кон раслојување и поделби на народот. Наместо да го обединат, тие постојано го раслојуваат народот. Нивните ветувања дека ќе донесат живот, еве веќе 4 месеци никако да почнат да се остваруваат. Но од досегашното однесување едно е сосема сигурно. Тие живот за конфекцијските работници во Штип не носат. Продолжуваат со бесрбни политики на делење на македонското ткиво на наши и ваши, поделба на националните и државни празници на наши и ваши и замислете, сето тоа на чиј грб, ако не на грбот на работникот. Само да резимираме. Денес представниците на СДС, вработени во државната администрација, не побрзаа да се вратат на работа, но затоа побрзаа да ја укинат државната награда 23 октомври. И покрај долгогодишните обвинувања и ветувања за решавање на прашањето на конфекцијските работници и најавата за еднаков живот на сите, денес повторно работникот е на работа, иако е државен празник. Ако вака се однесуваат СДС непосредно пред вториот круг на локалните избори, очигледно се уште не ја разбрале разликата од живот на хартија до живот во пракса. Кандидатот за градоначелник Благој Бочварски презентираше дел од проектите за населбата Автокоманда. Паркинзите кои што сега се наплаќаат во овој дел од градот, ќе ги укинеме. Тоа е една од првите наши одлуки, затоа што граѓаните во овој дел од градот кој што не е централно градско подрачје, не заслужуваат и нема да плаќаат повеќе паркинг простор во овој дел од нашиот град. Она кое што е многу важно во делот на градскиот пазар кој што е во наша близина овде,
ќе изградиме монтажна катна гаража за да го растеретиме сообраќајниот хаос кој што се ствара во денот кога е пазарен ден. Асфалтирање на дел од улиците, на Солидарност и на Браќа Даневи и покривање на каналот на улицата Панче Караѓозов, детската градинка која што е во многу ужасна состојба, дворот на детската градинка ќе го уредиме, секоја уништена површина која што е во шут, во ѓубре, ќе биде еко површина. Поддршка во Чварски на терен денес доби од пратеникот и веќе избран градоначалник на Скопје Петре Шилегов. Да ги охрабрам штипјани масовно на 29 да излезат на избирачките места, да го заокружат бројот 19. Штип е зрел за промени, граѓаните на Штип заслужуваат поквалитетна локална самоуправа, заслужуваат град кој што ќе ги разбира нивните потреби и кој што ќе ги решава проблемите на штипјани.